работам по 15 сата, некогаш не ни јадам дома, за да има за нив и на работа, и комши знае дека на работа некогаш ме виделе дека јадам леп и шекер за да има за нив за двете. Ми одредија дископатија, дискохемија пред 4-5 години. Од третиот и четвртиот пршлен ми се уклештени и главниот нерв што ми е за десната страна ми е измеѓу тие двата пршлена. Ама ако нешто поеќе го оптоварам ногата и ми се укочува цела десна страна. Ако и тоа ми трае укочувањето од пола саат до саат, не можам да се движам никако. 9-годишниот Бојан пак исто така е диагностициран откако по совет на педагогот од основното училиште каде учи, неговиот татко Трајчо го однел во домот за ментално здравје на деца и младинци и младост. Детето исто го носиме во болница Симпо, таа што е за ментално здравје, преку школа има заостаток на мозочето, не може многу да памти, брзо заборава и тоа што ќе го запамти, не може да го усваќа. Што значи дете како дете си бара и да отиде у школа, треба да му дадеш да има савајле геврече или смоки, еве го овие 2 дена иде со 10 дена со смоки, до 12 од 7:30 до 12 е со едни смоки. Колку му е доволно, толку му е, значи сакам да му пружам повеќе, ама не можам за жал. Условите во кои живее ова 4-члено семејство се катастрофални. Куќата, што туку не паднала, а долниот спрат каде не живеат, како и подкровието, се полни со стаорци од кои понекогаш не можат ниту да заспијат. Куќава е целата во распаѓање, долниот спрат, има глувци, од глувци не можеме да се потргнеме никаде, нон-стоп, навечер после некое време, кога ќе си легнеме, не можеме ни да спиеме од глувци, преку ден исто, кружаци, малецки, големи стаорци. Зидовите се испукани, цели, треба да се реновираат, нема пари. Све од земјотресот, едниот зид позади у едната соба ќе ми падне, ако падне тој отидовме цела куќа доле ќе падне. Ова семејство живее без социјална помош. Мајката на Бојан и Величе, Моника Антевска, вели дека се обратиле до социјалните служби од каде добиле одговор дека не можат да земат социјална помош поради тоа што не се венчани со Трајче, како и останатата документација која Моника не може да ја набави поради финансиската состојба во која се наоѓаат. Нема се средства, 12.000 плата, што поправо, дали сметки, дали што поправо да се направи со тие 12.000, многу се ни големи сметки, а нема се, повеќе од тоа не се може. Социјално не можам да земам, не ми дава, документи не можам да исправам, бидејќи личната карта не ми е уште преку Скопје, преку Куманово ми е и не можам со тоа да направам ништо, треба да се вадат изводи, треба да се прават некои други работи, а немам средства за тоа да го извршавам. Антевска покрај секојдневните проблеми, дополнително тешкотија и создава чирот на желудникот кој го има веќе подолг период. Таа била на доктор Зовот, каде биле дадени одредени лекарства кои воопшто не и се од помош. Бев на лекар, никој ништо не ми помогна, не ми даде, бољката уште си стои во мене, ме боли секој ден, лекови многу пробав, ниту едно не ми помогна од лекови. За натака што ќе се прави, не знам, а секој ден си ги болки трпам, некогаш и крв полука ми повреќа. 17-месечната Величе и 9-годишниот Бојан, заедно со своите родители, ги повикуваат сите добронамерни и хумани луѓе да им помогнат без разлика дали за финансиски или материјални средства, бидејќи секоја помош е добро дојдена. Ги повикувам сите добронамерни луѓе да може да помогнат, дали материјално, финансиски, што и да е, ќе ми биде добро дојдено за мене и за мојата фамилија.